каков е сигналот со тоа што нели денес се сеќава со нашиот премиер во петок во Брисел со Грчки. Пак се вклучува еден моќен, ако не и најмоќниот политичар во Европа. Мислам дека оваа средба може би за некој е изненадувачка или оваква или онаква, но таа е природно доаѓа како резултат на досегашната комуникација што имаше Македонија со Германија. Германија е наш важен економски партнер меѓу првите три и оваа посета секако беше во контекст на она што го најави и медијаторот Мимис, дека за отвореното прашање ќе се ангажираат повеќе центри, меѓу кои го спомна тогаш и Берлин. Тоа беше јасно дека штом ќе се среди ситуацијата на Меркел во земјата околу формирањето на влади и така натаму, кој е веќе горе-доле средено, еве доаѓа до оваа значена посета во која Меркел на пресконференцијата најави дека Грција и Македонија никогаш повеќе не биле толку близко од било кога во минатото. Ова предизвика, бидејќи читам дел од грчките медиуми, малку нервоза, но сепак доаѓа како нешто нормално, бидејќи и веќе во Грција се создава едно размислување, една фама се разби дека да, Македонија ќе си остане нашето име, понатаму како ќе се решава спорот ќе видиме. Меѓутоа, ова делува за мене еден охрабрувачки чекор во она што значи иднина за Македонија, да се исполни она што сме го зацртали уште 91-та година после независноста, да Македонија биде дел од евроатлантските асоциации. Така, бидејќи вие го следите грчкиот печат, бевте таму амбасадор, гледаме на еден начин и различни сигнали. Постојано се алудира од некој од грчките политичари, без разлика дали е тоа опозицијата која што му опонира на премиерот Ципрас или други политички фактори кои што постојано алудираат на менување на уставот. Меѓутоа, уставот на Македонија е променет и времената спогодба подпишана меѓу двете земји, која што е пренесена во Советот за безбедност на Обединетите нации, отстрануваат било каков иридентизам. Кај е тогаш во сето ова грчката положба, односно зошто таквите тврдења за менување на устав во Македонија, ако времената спогодба ги отфрла сите аспирации за иридентизам на Македонија? Ете, секоја земја во настапот на преговори од било кој тип влегува со максимални барања, со една тврда позиција, која секако мора да се менува, бидејќи ако некој останува на тврдата позиција и на непроменливи ставови, се знае дека тоа се стои во место. Еве, Грција одбиваше 25 години Македонија да го спомне како збор кој нам ни припаѓа природно, сега веќе се измени ситуацијата. Значи, и во ова гледаме една во перспектива можност да се изнајде решение, бидејќи сепак за да се промени еден устав на една земја е многу невообичаено на барање на друга земја, особено да се промени името на уставот со земјата заедно. Тоа е дел од едно многу сложено прашање, бидејќи и самиот збор Република Македонија прави една дистинкција меѓу покрајна на соседна земја, како што тоа се гледа во праксата, како што тоа постои меѓу Луксембург, меѓу војводства и така натаму, Велика Британија и сето тоа. Има такви примери кои во секој случај ќе ја обесхрабрат, предпоставувам и се надевам Грција во таа нејзина желба. Што се однесува до менувањето на самиот устав, мислам дека ние своевремено дадовме во тие фамозни член 49 и уште еден член наша гаранција и мислам дека од тука натаму не би требало да се оди, бидејќи престана или ги нема одамна веќе
тие наводи на Грција дека не земја со иридентизам, дека представува опасност од север за неизе воена и така натаму, сите тие работи паднаа во овие 27 години во вода. Мислам дека мирољубивоста на нашата политика и која е преточена и во една резолуција на Обединетите нации, впрочем за добрососедска политика, која за жал нити од наша страна не се спомнува, не знам дали ја заборавиле тие што преговараат, но седно тоа постои, таа е усвоена, во која и самата Грција беше поддржувач. Но важна е атмосферата во секоја земја да биде таква што ќе прифати одредени остатки од двете страни, бидејќи не може еден само да настапува, другиот да се повлекува, не може да биде еден победник, а другиот поразен. Тоа е несомнено јасно на оние што стојат за целиот овој процес како поддржувачи и како гаранти дека на Балканот дека мора да завладее мир и да има една безбедност што ќе биде со нашиот прием во НАТО. Амбасадоре, бидејќи вие бевте амбасадор во Грција, токму од внатре знаете какво е таму расположението во Грција. Дали овој процес, овој така наречен спор со името е исто толку важен колку што е важен во Македонија, или едноставно се работи за политика, односно е процес кој што политичарите го туркаат? Зборувам за оној обичниот народ грчки кој што живее таму. Па видите, десетина години кога немаше интензивна комуникација меѓу двете земји во времето на она што значеше антиктизација и така натаму, кај што ние покажувавме некаква гордост и некаква голема поврзаност со нешто што се случувало пред векови и јадници години. Сепак постоеше еден мир, меѓутоа првото наговестување дека ќе дојде до интензивни преговори, бидејќи се приближува самитот на НАТО и потребата после 10 години од Букуреш Македонија веќе да најде некакво прифатливо решение. Може би тоа ќе биде еден мост што ќе се премости таа резолуција на Букуреш. Сепак во таа земја дојде наеднаш до реакција пред се на опозицијата и на да речем условно кажано патриотите, закоравените и така натаму. Многу лесно се буди кај грчкиот обичен граѓанин чувството за страф од некој дека ќе им земе дел од нивната историја и слично, и многу лесно беше со малку пари да се направат тие демонстрации кои во основа кога ќе ја споредите бројката од 100.000 во Солун и 100.000 во Атина во споредба со десетина милиони, мислам дека не представува никаков страф. Така, за крај само би ве прашал, бидејќи сте биле дел од ваквите средби, од типот на средбата на премиерот Заев со канцеларката Меркел, можете ли внатрешно малку да ни доловите што точно се случува на таквите разговори, ако се земе предвид дека Ципрас ќе се сретне со Меркел, што се очекува таа да му посочи и нему? Па, веројатно ќе му ги каже оние работи што премиерот Заев ќе ги каже на госпожа Меркел како наши навистина размислувања дека една мала држава на Балканот за прв пат после сите војни што биле балкански, прва и втора светска војна и граѓанската војна во Грција представува една мала клетка, што би рекол на Балканот, која е мирољубива и која нема никакви аспирации према никого и која ги решила бројни прашања врзано за малцинства, врзано за комуникација меѓу етничките групи кај нејзи и така натаму, кои се вградени и во уставот, ако сакате, тоа што го нема во многу земји
Значи, тој ќе ја покаже нашата права лична карта и мислам дека една практична и многу реална и многу деловна жена како што е Меркел ќе може на соодветен начин да му ги пренесе на Ципрас и нејзините впечатоци кои ќе го зацртат тоа како една слика за една земја која со право може да биде дел од НАТО и понатаму на Европската унија. Благодарам, амбасадоре, многу. Ќе не е убаво.